Уште нецели 3 дена им остануваат на партиите и кандидатите за градоначалници да ги приближат своите идеи и проекти до граѓаните. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН вечерва ќе има централен митинг во Делчево, а коалицијата предводена од СДСМ во Гостивар. Левица ќе биде на средби во Радовиш и Струмица. Денеска беа активни и кандидатите за скопски градоначалници, чии пресконференции, изјави и средби со граѓани ги пренесува прва скопска телевизија во својата изборна хроника. Во делот за интервјуа, денеска ќе ги погледнете разговорите со двајца кандидати за градоначалник на Скопје, независниот Горан Марковски и представникот на ГРОМ Александар Трајановски. Во периодот што е пред нас, ќе промениме сликата на образованието во Скопје. Во соработка со владата ќе изградиме 2 нови современи средни училишта. Едното во Драчево, а тоа е нова училишна зграда за средното училиште Браќа Миладиновци, и другото во Ѓорче, нов објект за училиштето Кочораци. Тоа ќе бидат модерни, дигитализирани и енергетски ефикасни објекти. Паралелно ќе спроведеме целосна енергетска трансформација на сите средни училишта. Жителите на Бутел имаат акутен проблем со недостиг на вода за пиење и никој не превзема ништо околу тоа. Проблемот не се решава со козметички зафати во ек на изборна кампања. Има системско решение. Целосно решение наместо паушални зафати каде ќе се реши проблемот на едно место во општината, а ќе се зголеми на друго. Најважно од се е дека ќе градиме општина каде што секој жител е вклучен. Општина што не дели, туку соединува. Затоа што вистинската промена не доаѓа со зборови, туку со дела. Да го сочуваме и искористиме како градителско наследство кое може да добие поинаква функција пропаднатите индустријски и стопански капацитети, какви што се, например, магазините на Славија во кисела вода. Наместо да ги уриваме и преку нив да градиме колосални стамбени објекти, да ги пренамениме во простор за алтернативна културна сцена, креативна индустрија и функции наменети за младите. Граѓанските организации се нашите најважни партнери. Заедно го креираме буџетот, ги носиме одлуките и ги спроведуваме проектите што носат подобар живот за центарци. Со нив обезбедивме поддршка за најранливите категории, за возрастните лица, за лицата со попреченост и оние на кои им е потребна психолошка и социјална помош и заштита. Се наоѓаме на просторот кај старата касарна. Овде, на овој дел, планираме ново општинско јадро, каде што ќе има нови зелени површини, односно нов парк, изградба на нова општинска зграда, за да престане праксата на плаќање кирија од 12.000 евра месечно и дополнително изградба на дом на култура за конечно аеродромци да гледаат театар. Зелена офанзива во аеродром. Предвидуваме реконструкција и ревитализација на сите системи за полевање и изградба на нови онаму каде што нема. Воведуваме обврска за секој 10 метри квадратни зградени да се донира еден садник на јавна површина. Забрануваме изградба на асфалтни и бетонски бази на територија на цел аеродром. Воведуваме концепт на активни паркови. Паркови кои што нема да бидат само место за рекреација. Воведуваме нова субвенција за бушење на бунари и обезбедување на техничка вода за дворовите во индивидуалните домаќинства и за нивните бавчи. Ке даваме до 2000 евра за секое домаќинство кој ќе избуши бунар и ќе обезбеди техничка вода за себе, а доколку се здружат 5 домаќинства ќе добијат до 5000 евра. На ваков начин ќе го намалиме притисокот на постоечкиот систем за водоснабдување. Денеска во посета на уште една населба во Бутел, Ферит Бајрам. Тоа што е важно да го знаат жителите овде. Прво, просторот кај Тедикој ќе биде уреден со клупи, зеленило и фонтана, место за одмор и свеж воздух. Мора да се изгради атмосферска канализација на булевар Кристијан Тодоровски Карпош, за автобуската Чаирче, за безбедност и чиста околина.
голема радост за дечињата од Киса Јабука и Ново село. Знам дека долги години ја има желбата да имаат нови спортски терени во дворот на основното училиште Тихомир Милошевски. Овој ден ја исполнуваме нивната желба. Утринава децата во ова основно училиште ќе играат на нова спортска подлога за баскет и за фудбал. Од денеска па во наредни денови започнуваме да реализираме, да реконструираме целосно 6 нови и значајни битни сообраќајници, би рекол едни од поважните улици на територија на Визбегово. Во изминатиот период успеавме да реализираме 6 улици, со тоа добиваме бројка од 12 улици кои што ќе бидат целосно реконструирани во овој период.